студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Ќе имали предвремени парламентарни избори по изјавата на премиерот дека партиите наскоро ќе излезат пред граѓаните, СДСМ обвини дека власта брза на избори поради страф од економските состојби, застојот во евроинтеграциите и политичките промени во регионот. Премиерот денеска појаснува дека годинава избори нема да има, а брзо гласање не очекуваат ниту дел од коалиционите партнери. Власта брза на предвремени избори, смета опозицијската СДСМ по вчерашната изјава на премиерот дека наскоро партиите ќе излезат пред граѓаните, а опозицијата ќе се соочи со маргинализација. Според СДСМ власта е исплашена поради падот на Орбан, лошата економска политика и застојот на интегративниот процес, па брза на избори за да го продолжи мандатот додека се уште може да добие поддршка од гласачите. Како што СДСМ впрочем со месеци предупредуваше, кога ќе снема пари за тендери и за полнење на џебовите, криминалната организација ВМРО веднаш ќе почне со подготовки на избори. По 2 години власт, Мицковски, нема ниту едно исполнето ветување, нема ниту еден резултат, нема решение за економијата, а Македонија е заглавена и со блокиран европски пат. Знам дека има исплашени партии, но оваа година избори нема да има, се објасни денеска премиерот. Не реков многу набрзо, бидете прецизни, реков набрзо. Мојот став е дека оваа година избори нема, оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори, кои што ќе се случат наскоро во пролетот 2028 година. А дали 2027 е опција, знаете дека ВМРО ДПМН е секогаш подготвено да оди на избори и да победи, но на кое што ние сега го правиме и кое што го има нашиот фокус е тоа да испорачаме реформи и да зголемиме економската активност, што ќе зголемиме и стандардот на граѓаните. Брзи избори не очекуваат ниту коалиционите партнери во владата. Во Знам велат дека за тоа не разговарале со премиерот, но дека се подготвени да се соочат со граѓаните. Сличен став и во вреди со таа разлика што со нив не се согласува првиот човек во социјала, кој памети и подобри односи со партијата која го предложи за министер. Сите сме за предвремени избори, освен Иле. Сум за предвремени избори, бидејќи од тука потекнува и вистинската демократија. Во ДУИ предвремени избори се посакувана варијанта и нивно барање од како ја загубија власта, а подготвено за избори на пресконференциите демонстрираше и лидерот на СДСМ Филипче. Со најавената владина реконструкција ова лето шансите за предвремени избори до крајот на годинава се сведени на минимум. Повеќе извори брифираат дека предвремени избори најрано би можеле да се одржат на пролет идната година. Александар Спасовски, Сител телевизија. Три лица се уапсени, меѓу кои собственичка на салон за убавина, откако царениците на Табановци откриле медицински материјал за разубавување. Акцијата продолжила со претрес на салонот, каде биде пронајдени и други неподпроверени медицински препарати. Нова акција за нелегални филери и медицински препарати за слабење била спроведена утринава, при што се уапсени три лица, меѓу кои собственичка на салон за убавина. Случајот со кримчарење, како што соопштуваат од Царинската управа, бил откриен на граничниот премин Табановце. Нелегалната стока била криена во постелнина. Акцијата завршила со претрес во салон за убавина, каде се пронајдени криумчарени филери, производи што се користат за редуцирање масноти, контурирање на лице, отстранување брчки и производи за подмладување, кои собственичката на салонот ги користела врз клиенти. Криминалната шема е разоткриена на влез во државата на граничниот премин Табановце, каде е извршена детална контрола на комбе, при што се пронајдени вкупно 535 вијали со средство за слабење и 7400 етикети со надпис ТИРС 2,5 мг и ТИРС 5 мг, скриени во чаршави за постелнина. Возилото под постојан надзор на мобилен царински тим го продолжило патот до местото каде што било договорено преземање на пратката од страна на собственичката на салонот, информираат од Царинската управа.
Собственичката била уапсена во моментот на исплатата, а по налог на јавен обвинител бил извршен и претрес, при што биле пронајдени и други непроверени медицински препарати. За пронајдените производи не била обезбедена документација за нивната безбедност, исправност и законит увоз, а според сомненијата истите ги рекламирала и ги употребила врз клиенти. Против осомничените е поднесена кривична пријава до надлежното јавно обвинителство за сторено кривично дело криумчарење и производство и пуштање во промет штетни средства за лекување, да објаснуваат од царина. Овој случај доаѓа по обемната акција што ја спроведе МВР на 23 април, кога беа приведени 14 лица во Скопје, Битола и Струмица. Според истрагата, станува збор за организирани криминални групи кои нелегално увезувале и дистрибуирале филери, ботокс и други медицински препарати без одобрение и контрола. Осомничени се вкупно 19 лица, меѓу кои лекари од државни и приватни установи. Во акцијата беа запленети значителни количини препарати, пари и вредни предмети, а кривичниот суд во Скопје одреди притвор за 6 лица, куќен притвор за 4, додека 9 добија мерки на претпазливост. Истрагата покажа дека фалсификуваните препарати биле набавувани од странство и користени при естетски интервенции, со што директно било загрозено здравието на граѓаните. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Вознемирувачки видеа, фотографии и извештаи од увидите денеска беа презентирани на рочиштето за трагедијата во дискотеката Пулс. Видеа и фотографии со вознемирувачка содржина, но и извештаи од увидите на истражните органи беа презентирани од страна на обвинителството на денешното рочиште за трагедијата во импровизираната дискотека Пулс. Патики, облека, чанти, инструменти, лични предмети. Расфрлани кај главната врата останале да сведочат за стампедото. Дел од присутните родители познаа дел од предметите кои биле во собственост на нивните деца. Но највознемирувачкиот момент беше кога на дел од видеата беа прикажани неколку човечки трупови, од кои едниот беше целосно јагленосан. Извештаите од увидите откриваат низа пропусти. Висината од бината до плафонот била само 2,7 метри. Ефектот на пиротехниката која била користена на критичната ноќ е 3 метри, а според спецификацијата од производителот, минимално безбедно растојание е 8 метри. Истражителите во близина на бината го пронашле далечинскиот управувач кој бил искористен за да се вклучи пиротехниката. Но пронајден бил и црн спортски ранец во кој имало уште 2 далечински, батерија и кеса со пиротехника. Според обвинителството, за брзото ширење на пожарот придонале и материјалите кои биле користени за изолација. За звучната изолација користен бил полиуретан. Токму од тој материјал се создале капки кои паѓале врз жртвите и ги гореле. Кај јакната на Андреј Ѓоргиевски, пејачот на ДНК, најдени се капки од полимерен материјал полиуретан. Тој се користи како лепак, изолатор и друго и при оган развива многу висока температура кој патем ослободува цијанит и други отрови. Со него била обложена дискотеката одвнатре, рече обвинителот Дарко Јакимовски. Иако од надворешноста на објектот се гледаат прозорци, тие биле затворени и камуфлирани. Камуфлирани биле и прозорците во тоалетите, па не можеле да се користат како алтернативен излез од дискотеката. Пред рочиштото родителите на жртвите во Пулс побараа од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција да поднесе жалба на одлуката за тројцата полициски службеници кои добија условни казни за тоа што прекршоците наместо на фирмата на која се водела Пулс ги пишувале на неактивен субјект. Законот вели затвор, судот вели може и без тоа. Очигледно кај нас одговорноста е опционална. Нашето трпение има граница. И изгледа дека таа граница ви е сосема удобна. Ако судот не донесе вистинска правда, ние нема да запреме. Не затоа што веруваме дека ќе не слушнете, туку затоа што немаме друг избор. Ќе ја бараме на секое место, пред секоја институција, пред секоја јавност, се додека не стане вистинска, а не формална. На следното рочиште обвинителството ќе продолжи со презентација на материјални докази поврзани со работата на општина Кочани и Министерството за економија. Даниел Василев, Сител телевизија. Обвинителството бара мерки на предпазливост за 4 малолетнички осомничени дека малтретирале и физички нападнале 13-годишно девојче во Ѓорче Петров. Јавен обвинител бара мерки на предпазливост за 4 малолетнички кои малтретирале и физички нападнале 13-годишно девојче во Ѓорче.
До судијата за деца поднесено е барање за поведување подготвителна постапка за девојчињата, за кој постои основано сомнение дека извршиле кривично дело насилство. Малолетничките, од кои една на возраст од 17 и 3 на возраст од 14 години, во 2 одвоени настани, учествувале во дејствија на насилство кон друго 13-годишно девојче и за нив постапката се води согласно Законот за правда за децата. Имајќи ги предвид сите околности, тежината и начинот на сторување на делото, јавниот обвинител до судијата за деца достави и предлог за определување мерки на предпазливост за малолетничките, соопшти обвинителството. Вчера за истите настани до обвинителството доставени се 6 кривични пријави за родителите на насилничките, бидејќи како родители ја запоставиле својата должност за грижа и воспитување, а како резултат на тоа, малолетните деца на пријавените лица извршиле кривично дело насилство, односно физички напад врз 13-годишната малолетничка во Ѓорче Петров. Како мерка за намалување на насилството пак во образовните установи, министерката најави дека наставниците ќе дежураат и внатре и надвор за време на одморите во училиштата, а досега тоа го правеа учениците. Александар Динев, Сител телевизија. Во јавноста покрената иницијатива за законски измени со кои би бил ограничен пристапот на деца до социјалните мрежи. Какви се реакциите? Во овие вести Тамара Дичовска. Како и во неколку од најдемократските земји во светот кои што воведоа забрана за користење на социјални мрежи до одредена возраст кај малолетници, така и во Македонија се покрена изминатиот период неколку иницијативи кои што бараат да се ограничи и регулира користењето на најчесто апликациите кои што ги користат младите и тие истите да бидат регулирани до одредена возраст, особено по инцидентите изминатиот период кои што беа снимани токму за да бидат објавени на овие интернет апликации. Последната иницијатива од Весна Петрушевска, која што собира 10.000 потписи, со кои смета дека со незината иницијатива ќе придонесе да се намалат штетите кои што социјалните мрежи и интернет апликациите ги предизвикуваат кај малолетниците. Иста слична таква иницијатива е и за безбедно детство, кој што преку петиција бараат целосна забрана за користење на социјални мрежи кај деца до 12 години, истото да биде регулирано кај децата до 16 години. Од Министерството за дигитална трансформација велат дека забраната не е единственото решение и опција. Размислуваат за забрана на користење на мобилни телефони во училиштата, како и воведување видеонадзор и во училниците и надвор во училишните дворови, кој што ќе биде регулирано секако според закон, односно согласно законските регулативи. Деталите да ги видиме во продолжение. Штетните последици од социјалните мрежи кај децата може да се избегнат доколку, како и во едни од најдемократските земји, како Франција, Австралија, но и делови од САД, се забранат на актуелните апликации кои ги користат младите. Токму на тоа повикува и Весна Петрушевска, која преку онлайн иницијатива собира 10.000 потписи за да се намалат штетните последици од социјалните мрежи, кои изминатиот период, особено во Македонија, ескалираа во вид на насилство. Потписите кои ќе ги собере, вели ќе ги достави до собранието. Најпрво е најважна свеста кај родителите, вели Петрушевска, а особено важна и улогата на училиштата. Повика и на забрана за мобилни телефони кај учениците дури се на час. Се влегуваат во стапица некаде околу 14-та година, 13-14, тогаш почнуваат малку да се чувствуваат поголем ким, да освестуваат веројатно поради присуството и влијанието на социјалните мрежи, го освестуваат прерано сексуалноста, што е исто така една огромна тема тука, како и едукација во однос за нашиот народ. И тука, вие не знаете под какви се лажни профилистите тие нивни деца кои што се прекрасни во нивниот дом, водат двоен живот. Зошто? За да се допаднат, за допаминот да им работи кога ќе стисне некој лајк. Но изминатиот период се покрена и граѓанска иницијатива за безбедно детство, која бара да се забранат социјалните мрежи за деца до 12 години во Македонија, а малолетниците до 16 години да имаат регулиран пристап до најчесто користените интернет апликации. Министерството за дигитална трансформација за ваквите иницијативи смета дека треба сериозно да се разгледаат во рамки на поширок јавен институционален процес. Нивниот став е дека забраната сама по себе не може да биде единствено решение.
Министерството за дигитална трансформација заедно со Министерството за образование поддржува модел за забрана или строго ограничување на користење мобилни телефони за време на наставата, со јасни исклучоци кога тие се користат во образовни цели. Целта е да се намалат дигиталните дистракции, да се подобри концентрацијата на учениците, да се спречи снимање и ширење инциденти и да се намали притисокот од социјалните мрежи во училишната средина, велат од Министерството. Оттаму размислуваат и за воведување видеонадзор во заедничките простори и училишните дворови, како превентивна безбедносна мерка. Ваквото решение мора да биде транспарентно кон учениците и родителите и согласно правилата за заштита на личните податоци. Тамара Тичевска,